Дефинитивно ние работиме на тоа, за тоа да се подобри општата економска ситуација во земјата и според некои наши првични индикатори што ги имаме, сметаме дека се подобро веќе ситуацијата. Знаете дека растот на бруто домашниот производ во првиот квартал беше само 0, тоест немаше раст, имаше стагнација. Првичните индикатори за вториот квартал се позитивни, индустријското производство има раст, за разлика од првиот квартал кога имаше пад, трговијата исто така има раст, за разлика од првиот квартал, градежништвото се уште има пад, но тој пад е помал отколку во првиот квартал, така што има индикации дека состојбата, економската состојба во вториот квартал ќе биде подобра. Има еден друг индикатор, се вика индекс на економски сентимент, кој што го изработува Европската комисија, значи не е некоја македонска институција, туку е, да кажеме, професионална и кредибилна институција како Европската комисија. Тој индикатор покажува дека во јуни и јули сентиментот, односно оптимизмот на економските агенти во Македонија, тука спаѓаат и потрошувачите и фирмите и сите, е на највисоко ниво во последните не знам колку години. Значи одамно немало толкав оптимизам во државава, така што има навистина позитивни сигнали. Трет позитивен сигнал се приходите што се остваруваат во буџетот. Приходите што ги остваруваме на база на персонален данок, од доходи на база на данок на добивка се навистина добри. Во тековниот месец, во месец август, приходите од персоналец имаат раст од околу 10% во однос на истиот период лани, што е навистина добро, а приходите од данок на добивка се уште подобри, околу 13%, ако не се лажам, што е исто така одлично, така што има навистина сигнали за подобрување на економската ситуација.